Интересна е дебатава, морав да се јавам за збор. Сигурно ќе поттикнем од колегиве советници да реплицира некој да продлабочиме уште. Многу ми е жал што колеги советници од минатиот состав препорачува работи да се прашу, тие не ги правеле, тоа е супер. Значи сте се свестиле. Во вториот мандат е добро, имаме напредок. Кога во последниве 6 години истиот состав на раководители на сектори и на финансии и на урбанизми на 20 октомври сме добиле развојна програма. Број 1. Број 2. Секогаш реагирате за коректност и обраќање како што треба. ВМРО, ДПМН. Нека не ви биди срам да го кажете ВМРО. Ако го бришите од историјата, македонскиот народ во кодо никогаш нема да го избриши. И добро е да си има континуитет. ВМРО, ДПМН никогаш не се срами од тоа ВМРО. Како вие што се срамите од КПЈ некогаш обевте. И си остана во името. И не е добро вака пред сите овде и за на телевизија да бидите многу интересни, ДПМН, ДПМН. Името на партија е така, се дури не биди сменето. И не е коректно така. Вие прв зборувавте овде за коректност и за тие работи. Развојни програми од 2018, 2019, 2020 и 2021 ги имам, ги отпечатив да ве подсетам овде што ветувавте. 3 години реконструкција Стара чаршија. Во потполност реконструирана. Пишувавте во развојните програми ободен канал, бе. Ободен канал. Многу јак проект. Тоа е супер. Ама сега сме јаки да кажувам. Подпорни дзинови во развојна програма. 4 милиони. Тој не да е мега проект. Мега проект. Супер. Друго. Градинка. Прва развојна програма 110 милиони. Втора развојна програма 140 скоро милиони. Завршна фаза. Не знам со подпишани таму 300 работи колку ќе дојде. И тоа е супер. Одличен проект. И закочено сето. И сега правиме ние муавет овде, а клучното го заборев. Како е топла е вода во базентов, што го ветувавте 2 години во развојна програма? Ве немам прашано, ти јас не одам таму. Не знам да пливам. Дали е добар базентов? Супер е да кажуваме. Добро е на пресконференција да излегувате дека централната власт го помогнала буџетот на општина Прилеп со нови 40-50 милиони. Платите вие ги зголемувате. Владата. Вашата влада ги зголеми платите. Обврска по законот за децентрализација е дека Министерството за образование ќе си ги финансира платите на вработените во образование. 1100 и кусур колку имаме, не знам, коригирајте ме овде во Прилеп. Ете ги парите тие што биле. Ама владата, од друга страна, 8 милиони шкрап помалце даде за Прилеп. Ете го како го помага основниот буџет, централниот буџет на општина Прилеп. И како така се случи чисто за Прилеп, по некоја си грешка, низ филтер на 2 министерства, еве прашувам јавно, 15,5 милиони денари да не заврша во основниот буџет на Прилеп и за да не се зголеме буџетската рамка на нови 10%. Кој што ќе значи инекција и за јавните предпријатија и за подобар живот во ваква една година каква што имаме. Еве прашувам, како можеше да се случи? Министерство за економија, Министерство за финансии, ни појќе, ни помалце во ресен. На блокирана сметка. Како е така завршило? Чудно. Ама нема теорија на заговор. Тоа е случајна грешка. Една бројка сгрешиле луѓето, 15,5 милиони. 100 денари такса на марка уплаќаме 9 пати ги проверуваме сметките на 15,5 милиони. Случајно париве завршија и то пред крајот на периодот пресметковен 39 и таму 2-3 недели се мандореја, не можеа да испра грешкава, па помина тоа и Прилеп сега неуспешни. Не се успешни. Оти го раковода и Министерството за економија и Министерството за финансии. 15,5 милиони денари. И сега овде ние ќе си држиме вака по ова што го донесовме овде треба да се снима. Нема Прилеп проекти, 25 милиони улица не направени. Прв пат во историјата јавно предпријатие го насовне во сопствени простори. Цевково, тете го зборувате, готов е. Улици, 80.000 квадрати направени. И нема проекти во Прилеп за 2 години со вакви услови како што се начекаја. И нема, не се Чочек, не изиграв, не нигде. Зато нема. Чочек на друго место требаше да се игра. На туѓи проекти.
Сега 25 милиони нема проект во Прилеп. Нема улици изгребани, еве сами зборувате дека били изгребани, не били асфалтирани, ќе се асфалтира. Има рок кој ќе ги асфалтира. Вода немало 100 години во Канатарци, че има и вода. Оти не се реализира пред 4 години кога беше ветено. Ова не почнува во 2021 овде што седиме ние. Во континуитет е сето, нити престанало, нити ќе престане некогаш. Само треба да бидеме доблесни да ги кажеме работите како што се.